За околу еден месец поточно од 2 август треба да започне ловната сезона за отстрел на прелетен дивеч. Иако во Кочани функционира ново ловно здружение кое ги доби концесиите за топанисување со ловиштата Подлог и Бање, кое веќе зачленува нови членови и издава дозволи за лов, голем број ловци збунети од ситуацијата во која се наоѓаат 2 години чекаат нејзино размрсување за да знаат каде да се приклонат. Целокупната ситуација е да комплицира тоа што нема информации за бројноста на дивечот, организираноста од аспект на ловочуварска служба и други детали битни за спроведување успешна ловна сезона. Уште сега е јасно дека во новата ловна сезона ќе нема лов на фазани, бидејќи фазанеријата одамна не работи и не врши населување на ловиштата. Ловците тактизираат со зачленувањето и чланарините со цел да не се изложуваат на двојно плаќање. Например, тие што се зачлениле во ловното здружение Горица Чешиново однапред знаат дека нема да ловат дива свиња, туку само прелетен и полезен дивеч. Тие што доправа ќе се зачленат во подружницата Осогово на Македонски шуми знаат дека ќе може да ловат само крупен дивеч, главно дива свиња. И тоа почнувајќи од октомври до крајот на јануари. Значи, ако некој сака да лови и во полинијата и во планините, ќе мора да плати членарина во 2 здруженија и да комбинира. А тоа значи вкупно 7-8 илјади денари годишно и плюс ако се предвидени дневни дозволи. Во секој случај ќе биде интересно да се сочека и да се види како ќе се снајдат здруженијата и ловците во новата распределба на ловиштата и дали тоа ќе придонесе за развој на ловот или за негова понатамошна стагнација.